Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Општина Зрновци доби наменски контейнери за собирање електронски отпад. Поставени се на неколку локации, а јавните институции добија помали садови за истата намена. На неколку локации во општина Зрновци поставени се наменски контейнери за собирање и селектирање електронски отпад, а локалните јавни институции добија помали садови за истата намена. Со тоа ќе се обезбеди соодветно одлагање, транспорт и рециклирање на стари електрични уреди од домакинствата, за кои е потребен поинаков третман во однос на комуналниот отпад. Поставувањето на контейнерите се реализира по договорот за соработка, што го потпишаа локалната самоуправа на Зрновци, јавното комунално предпријатие Водна кула и Друштвото за управување со отпад Елколект од Скопје. Се работи за договор за соработка и подршка во управувањето со посебните текови на отпад на единиците на локална самоуправа, а обврска на општината беше да ги определи локациите на кои ќе бидат поставени контейнерите, како и институциите што ќе добијат наменски садови за електронски отпад. Со тоа, жителите на Зрновци, заедно, совесни и одговорно, преку собирање и правилно селектирање на отпадот, ќе придонесат за подобрување на животната средина и спроведување одржливи практики што ќе имаат долготрајни позитивни ефекти во општината, истакна градоначалникот Борчо Коцев. Главниот собирен пункт е поставен на улицата Авној во Зрновци, а локалната самоуправа е меѓу неколкуте општини во источниот плански регион кои соодветно го решаваат одлагањето на електронскиот отпад. Со тоа се остваруваат и заложбите за обезбедување здрава и зелена општина и создавање подобри услови за развој на руралниот туризам. Територијалната противпожарна единица на Виница, Општинската организација на Црвен крст, Итната медицинска помош и полициската станица успешно ја спроведоа тактичко показната вежба за случај на пожар во основното училиште Славчо Стојменски. Во основното училиште Славчо Стојменски во Виница се спроведе тактично показна вежба за спасување и евакуација во случај на пожар и земјотрес. Учениците, наставниците и менаџерскиот кадар навремено излегоа од институцијата, а лицата кои беа повредени успешно беа изнесени во дворот на училиштето, каде им се укажуваше прва помош. Активноста се реализираше со територијалната противпожарна единица Виница, Општинската организација на Црвен крст и Итната медицинска помош. Командирот на територијалната противпожарна единица Виница, Виктор Димитров, акцијата ја оцени како успешна. Вежбата е добро сработена од страна на нас, од страна на првата помош, брзата помош и исто и Црвениот крст во соработка со истите. Веќе имаме исто блатец, направено исто вежба, слична вежба и мислам и таму е добро изведена, веќе овде. Имаме изведувано и во работни фирми, мислам, приватни фирми, што на добро иде. Сите деца се задоволни пред се и вработените и во фирмите исто се задоволни за тоа што ние настапуваме професионално. Директорот на основното училиште Славчо Стојменски, Горан Иванов, истакна дека по дојавата за пожар сите надлежни институции пристигнале навремено и успешно ја извршиле својата професионална работа. Целта на вежбата е учениците и вработените да добијат насоки, да стекнат знаења, да стекнат вештини, да стекнат самодоверба како можат да се движат и како да и во случај на елементарна непогода и како можат и треба да и помагат на повредените во случај кога ќе дојде во случај на таква непогода. Ние редовно и планирањето на годишната програма си ги имаме и редовно си ги реализираме овие вежби на секоја година или на секои 2 години. Значи редовно се реализираат и исто така во координација со Црвениот крст и со сите други надлежни институции покажаа како на еден синхронизиран начин треба да се делува во случај на да имаме елементарни непогоди. Спроведувањето на тактичко показните вежби е законска обврска за училиштата. Активноста имаше за цел да го подигне нивото на подготвеност на персоналот во училиштето и надлежните институции за во случај на реална ситуација навремено и правилно да се интервенира и пружи помош. Комуналното јавно предпријатие Водовод ќе реализира нова набавка за шинтерски услуги за период од 1 година.
Јавниот повик за избор на оператор е објавен по само половина година, а причината е што се исцрпени средствата од претходно склучениот договор. Комуналното предпријатие Водовод повторно бара оператор кој ќе обезбеди шинтерски услуги на подрачјето на општина Кочани за наредниот едногодишен период. Веќе е објавен јавен повик за прибирање најповолни понуди од соодветните ветеринарни институции, а постапката се реализира по само половина година од претходно подпишаниот договор. Причина за тоа е што веќе се исцрпени средствата во бруто износ од 650.000 денари, што кон крајот на минатата година беа договорени со ветеринарната станица од Виница. Во новиот повик не е наведена планираната сума за услугите, но со оглед на бројот на бездомни куќиња по улиците во општината, најверојатно таа ќе биде на слично ниво како минатата година. При тоа од операторите што ќе се пријават се бара да бидат регистрирани за таква дејност и да можат да извршат заловување, транспорт до прифатилиште и повторно враќање во регионот на заловување на куќињата. Треба да обезбедат и лабораториско испитување на заловените куќиња за присуство на болеста лаишманија, да обезбедат вакцинирање против беснило и антипаразитско третирање на куќињата, како и стерилизација и евидентирање со поставување микрочип и ушни маркички. Во зависност од потребите може да се изврши еутаназија, како и тест за социјализација на заловените куќиња. Во моментот тече рокот за прејавување на заинтересираните даватели на шинтерски услуги, а крајниот датум за доставување на документацијата е 11 јуни. Со законските одредби, доколку локалните самоуправи во државата не преземат мерки за решавање на проблемот со куќињата скитници, се соочуваат да бидат казнети. За сега не може со сигурност да се каже колкав е бројот на бездомни куќиња што скитаат по улиците во Кочани, но со акциите за нивно заловување, вакцинирање и стерилизација може да се намали опасноста од напади врз луѓето. Општина Кочани ќе инвестира околу 300.000 денари во бруто износ за реконструкција и поправка на оштетувањата на повеќенаменските спортски и на детските игралишта, што се изградени на повеќе локации во градот и дел од населените места. Веќе е подпишан договор со компанијата Тонко СР од Кочани, која преземените обврски треба да ги заврши во рок од 3 месеци. Парите е планирано да се наменат за замена на заштитната ограда со површина од околу 200 метри квадратни, како и поставување мрежеста арматура. Исто така треба да се набават и постават кошаркарски табли и обрачи, да се санираат искрашените метални стативи и да се поправат лулашките, клацкалките и другите реквизити во детските забавни игралишта. Оштетувањата на спортските терени за сега не се големи, но на некои го оневозможуваат нормалното користење. Во општина Кочани има десетина мултинаменски спортски игралишта, од кои дел се во рамки на училиштата, а останатите се јавни, односно на располагање на граѓаните. Оштетувањата на урбаната опрема и на реквизитите е забележана кај сите, но во различен обем. Кај некои има мали недостатоци што лесно можат да се отстранат, додека кај дел пак, како што е игралиштето во Колерски гробишта, оштетувањата се пообемни и неопходен е поголем ангажман и повеќе средства за поправка. Членови на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари учествуваа на меѓународни фестивали во Бугарија. Оттаму се вратија со специјална награда и 3-то место. 50 на членови на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари учествуваа на 2 фестивала во Бугарија. На меѓународниот детски етно фестивал Децата на Балканите со духовност во Европа, одражан во минерални бањи во Бугарија, фолклористите од возрастната група од 11 до 14 години ја освоија специјалната награда и 3-то место за инструментален настап. На сцената во летниот театар во општина Минерални бањи годинава учествуваа повеќе од 1800 деца од 7 земји. Во текот на 2 фестивалски дена беа прикажани 299 уметнички кореографии. На втората манифестација Празникот на розата, одржана во Казанлък, Бугарија, членовите на ансамблот имаа 4 настапи и беа дел од дефилето со над 10.000 учесници од Бугарија и од 5 други држави.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Следете не на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.